Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во последното издание од месецот јули, Гласот на народот. Јас сум Слободан Томич, автор и домаќин на овој проект. 31 јули 2026. Овие датуми многу ме трогнуваат со оглед дека има нешто што ме поврзуваат. 31 беше роден денот на мојот татко. 31 јануари беше денот кога замина мојот син од овој привремен живот. Денеска токму полни 18 месеци од неговото заминување од овој привремен живот. Но си земам за право, навистина, во рамките на мојата рубрика "На срце ми лежи, на душа ми тежи", тоа се тие мои 5 минути, нема да ве оптоварам со мој коментар, туку бидејќи овој проект е политичко информативен или да рече со entertainment, со и забавен карактер, секојаш има формат од 90 минути и 2 музички номери. Првата е таа што јас себе ја посветам токму за мојот син и ќе ви се допадне во секој случај и во овие жешки температурни временски простори и верувам дека ќе има и порака зашто, а потоа ќе го отворам официјално вечерашното издание кој ќе го задржи вашето внимание. Уште само неколку секунди да ве поздравам од мојата екипа. Тоа е Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Огњен Димовски и Иван Алексовски, главни инженери во ТВ реализација и нашиот голем и логистички центар под покровителство на Владимир Котевски. Еве, тоа е екипата и одиме со првата музичка номера. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќаја програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Убаво е, почитувани, навистина кога музиката ќе биде нешто априори во нашиот живот, нема да има караници, нема да има недоразбирања, нема да има предавства. Ќе има едно најубаво нешто што значи да се живе на овие простори од Бога дадени и напишани со неговата десница. Нема некој да ни трие соднош се вилна над очите или главата, дали сме македонци или сме некои други инкорпорирани од разни други галаксии и така натаму. Но како и да е, секојаш противникот е дома, не е надвор. Од договор за пријателство до вториот протокол. Дали јавноста ја знае целата вистина? Дали македонската јавност конечно ќе дознае што се случувало зад затворени врати или зад завесата при создавањето на договорот за пријателство од 2017. Вториот протокол и преговарачката рамка со Европската Унија. Кои документи се бараат од Европската комисија? Што би можело да открие официјалната комуникација меѓу Брисел, Советот на Европската Унија и француското преседателство? Дали јавноста ќе добие одговорите што ги чека веќе 4 години во новото издание на Гласот на народот со Слободан Томич? Да ја поздравам мојата соговорничка од десна страна, тоа е Лилјана Поповска. Добро вечер и добродојдовте. Пранешна пратеничка и еден од најголемите активисти за нашата здрава и чиста и еколошка Македонија, кој, да бидам искрен, дај Боже, уште неколку да има како господјата Поповска, ќе бидеме послободни за нашето обстојување. И ексклузивно почитуван, Македонија не е сама, без своите македонци во светот. Ја не го сакам тој збор да го потрам диаспора, тоа се наши македонци. Без нив сме нула. Или
фотографија без слика, без сонце, пардон. Тоа е неуспешна фотографија. Гоце Перовски, македонски активиста во живот Германија. Добро вечер, Гоце, и добро дојде во Гласот на народот. Добро вечер, благодарам за поканата. Еве, ќе одиме преку благодарам многу на МТЛ што ни возможи VMAX да имаме можност и во наредните емисии со нашите македонци во светот преку WhatsApp. Че разговараме исклучиво со факти, документи, правни аргументи. Задоволство е што вечера, почитувани, го имаме ексклузивниот, јас љубам да го кажам тоа, македонка која поднесе уставна иницијатива за преиспитување на уставноста и законитоста на двете најспорни документи кои се донесени новинарска забелешка и општо народно констатирано на еден шверцерски начин. Протоколите 1 и 2, кои некои политичари милува да кажат дека не се во рамките на преговарачката рамка. Но, ја верувам дека тоа е во контекст да игнор. Што повеќе го игнорираш, едноставно го суспендираш тој што сака да направи една деструкција, една катаклизма Македонија. Госпоđo Поповска, навистина пред некој ден ја објавите вашата колумна. Ај ќе му направам реклама и покрај тоа на колегата мој во Info Plus, каде што дадовте еден интересен наслов, што навистина тоа е една узречица на бугарски, този дупка не е дупка, така ли беше? Конкретно вие давате еден одговор за се тоа што денове пред неколку дена беше малце спомнато дека двата протокола не се дел од преговарачката рамка. Вака, јас се осврнувам во колумната на изјавата од првенците од нашата политика, кои што последниве денови излегоа со прилично интересно категорично тврдење дека вториот протокол, дека протоколите воопшто не се дел од преговарачката рамка и се прашував што сакале со тоа да кажат, бидејќи преговорите физички се дел од преговарачката рамка и од преговарачкиот пакет. Тие се вградени во преговарачката рамка, конкретно вториот протокол, за него посебно сум јас фокусирана. Вториот протокол, на него се апострофира во преговарачката рамка како на имплементација, успешна, ефективна имплементација на членот 12, бидејќи вториот протокол пак е имплементација на членот 12 од договорот помеѓу двете држави, помеѓу Македонија и Бугарија. Исто така пак експлицитно протоколот како протокол е спомнат во заклучоците на Европската Унија. Значи, оваа преговарачката рамка е усвоена од Советот на Европа на 30 јуни 2022, а пак заклучоците на Европската Унија по потпишувањето на протоколот на 18 јули 2022 година во тие заклучоци се посочува директно на протоколот од вториот состанок на меѓу владината комисија помеѓу Бугарија и Македонија, а исто така истата формулација ја повтори и тогашниот премиер на следниот ден, на 19 јули 2022, на првата конференција меѓувладина помеѓу Македонија и Европската Унија. Значи, практично вториот протокол е вграден во преговарачкиот пакет, дел во рамката, дел во уште два други документа придружни. Меѓутоа, поентата е дека вториот протокол не е валиден, не е правно валиден и предпоставувам дека изјавите на нашите први луѓе дека протоколите не се дел од преговарачката рамка одат во таа насока. Јас се обидувам да најдам логично објаснување зошто така изричито го кажуваат тоа и за мене би имало смисла и би го разбрала доколку сметаат дека потврдуваат со тоа дека како влада македонска ги игнорираат имено и дека сметаат дека не се валидни, знаат дека не се валидни и нема да ги третираат од сега натаму како валидни, за разлика од претходната влада која што ги третираше како валидни документи и им даде верификација со тоа што и лично ги спомна
во изјавата и на премиерот, на првата, тогашниот премиер, на првата меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Европската унија. Значи, сума сумарум околу колумната се вратам, бидејќи изјавите некако скршна од тоа дека протоколите се пречка за евроинтеграцијата, што реално се пречка, така како што се замислени од Бугарија и ставени внатре во сите тие документи изнапикани. Меѓутоа, сега ова е една диаметрално спротивна изјава дека протоколите не постојат во преговарачката рамка. Велам, тоа испаѓа сега како тази дупка не е дупка, а гледаме дека е дупка и затоа дадов наслов на таа колумна, малку се пошегува, велам, тази дупка е сепак дупка и треба да се затвори, за да може да го изодиме евроинтегративниот пат. Спомнате и забод дека се ломбира и така да му... кога е запрасипан, мора да Меѓутоа, ако ми се дозволите, госпоѓо Поповска, на патот мораш да ја затвориш, така и овие протоколи кои што се впикани некако, овие текстови за протоколи, јас така би ги рекла, тие не се валидни протоколи. Јас тоа го кажав уште пред 4 години во прва колумна кога го отворив тоа прашање, веднаш по потпишувањето, 1 месец по потпишувањето. 22 така. 22 година, точно така, во август месец 22 година, откако го изанализирав и велам на јавноста, се обратив во колумна, баш во истиот медиум, дека практично дека ова се невалидни, правно невалидни документи, бидејќи не се поминати на ратификација во собрание. Јас сум била пратеник толку години во собрание, сум била и подпредседател на собрание, сум била нон-стоп во Комисијата за надворешна политика, за Комисијата за европски прашања, во Мешовитиот парламентарен комитет за евроинтеграција, значи знам како одат процедурите. Не може протокол на важен меѓународен договор од висок профил, протокол да помине без ратификација. Штом нема ратификација, објавен во службен весник на Македонија. Ниту објавен во службен весник. И двете обврски се обврски од Уставот. А дополнително има уште 5 други прекршувања, вкупно 7 прекршувања, како што ги наведов јас во уставната иницијатива, која што пред една година ја поднесов. 24 јули беше, така? Да, 24 јули. Така што, значи, сума сумарум, се шегувам, значи, викам, тази дупка е дупка, ама дај да ја затвориме. Да. И уште една работа сакам да укажам, уште на почетоков. Одлично е што владата отворено излегува со став дека тие протоколи не ги признава за валидни, бидејќи тие вистински не се валидни. Ги делетира, ги игнорира, не важат. Правно не се валидни, меѓутоа тие постојат формално, физички постојат како текстови во ова евроинтегративна регулатива. И затоа, значи, за да може навистина да успееме како држава да ги анулираме и да ги дискредитираме овие нон-пейпери, нон-документи, како што јас ги кажувам, кои што лажно се представуваат како протоколи, практично мора да бидат поништени правно, што значи тоа може да го направи Уставниот суд, може и собранието со одлука, евентуално, меѓутоа со Уставниот суд е најлегитимно да ми ја усвои. И што е најдобро решение, што е најдобро решение, да излеземе од овој емпас. Апсолутно, и најголема тежина, и тогаш би го известила Европската унија и Бугарија дека едноставно не е валиден, утврдено е, Уставниот суд утврдил дека не е валиден протоколот и со тоа она што физички постои таму во тие преговарачки документи станува непостоечко, едноставно се утврдува правната ништовност. Една емисија. Само една запирка ќе ставам. Тука и беше, мислам, не сум тој што бидам да сум портпарол на Мицковски, но неговото артикулирање доаѓа вака, како новинар анализирам. Едноставно игнор го отфрла и вели нема да има уставни промени според бугарскиот диктат, како тие што сакат. Но нашите гости тоа се добри вести. Да, во секој случај да завршиме работа. Да, господинот Гоце Перовски, како што реков, тој е наш голем активист од Германија, тој е македонец, роден во Германија, меѓутоа душата му е во Македонија. Дај Боже, што повеќе и затоа
иницијативата на владата, на политичкиот амбиент да се инкорпорират во политичкиот живот нашите македонци. Од друга страна, амблок идат од страната на опозицијата. Имено, госпоđo Поповска, вие заедно со господинот Гоце Перовски, неодамна побаравте од Европската комисија да ја објави целокупната документација и службена комуникација поврзана со создавањето на вториот протокол. Можеме, господинот Перовски? Се разбира, ние сме соборци. Вие сте соборци. Голема почит меѓу себе. Штом се борите за здрава еколошка средина, нема тука што да се зелените бевме од двајцата, зелените. така. Ајде, господ Гоце, можеме да слушнеме вашиот став. Да, уште еднаш добро вечер, значи до сите. Да, точно е, да, значи заедно со госпоѓа Поповска всушност пред неколку дена доставивме барање за пристап до документи согласно регулативата ЕЗ број 1049/2001, значи од 2001 година потекнува оваа регулатива. Таа предвидува всушност можност за сите граѓани на Европската Унија да побараат документи. Значи, во овој случај, значи, бараме конкретно мислења, стручни мислења, службени белишки и други документи на правната служба на комисијата, кои се однесуваат, значи, на правната оценка на така наречениот втори. Образложивме кои документи ни се потребни, кои ги очекуваме да ги добиеме. Во принцип, документите се отворени за јавноста, значи во принцип не би требало да има пречки околу ова, меѓутоа, кога ќе ја читате регулативата, можно е да има одредени задршки. Например, членот 4, став 1 вели дека доколку, например, јавниот интерес би бил загрозен во поглед на меѓународните односи, Европската комисија би можела да има одредена задршка околу објавувањето на сите документи. Ке видиме сега како Европската комисија ќе ја процени состојбата. Во врска со вториот билатерален протокол, морам да кажам дека при разговор со наши правници кои што се занимаваат со правото на Европската Унија, велат дека не е можно Европската комисија, односно правната служба на Европската комисија, да не се занимавала со прашањето околу правниот статус на билатералниот протокол. Значи, може со сигурност да очекуваме дека Европската комисија, односно правната служба на Европската комисија, дала некое нејзино мислење, некој нејзин став во рамките на комуникацијата со Советот, така да може да очекуваме дека такви документи, белешки, стручни мислења сигурно дека постојат. Сега поради тоа што Европската Унија, односно ЕУ органите во меѓувреме сигурно дека се свесни дека за македонската страна билатералниот протокол е проблематичен, тој значи бил тематизиран од страна на високите представници на македонската држава, но еве и од наша страна како диаспора, од страна на господја Поповска и така натаму. Ке видиме што точно ќе се случи, дури и Европската комисија, односно Генералниот секретаријат да има одредени задршки, Европската комисија ќе мора секој документ поединечно да го провери и да објасни зошто го објавува или не го објавува. Значи, може и да се случи Европската комисија само деломно да ги објави документите, но ние во секој случај ќе дознаеме дали тие документи постојат. Значи, Европската комисија во незината пракса ќе ги наведе сите документи кои што постојат, поврзано со вториот билатерален протокол, и потоа ќе даде свое решение дали ги објавува или не ги објавува. Значи, ние во секој случај ќе дознаеме дали правната служба на Европската комисија се занимавала со правниот статус на вториот билатерален протокол. Интересно во секој случај, госпоѓо Поповска, ова е за поздравување, ова е нешто што навистина досега го немавме. И го немаме. Видете,
вака, ние се следевме што се случува на големата сцена во Европскиот парламент. Знаете дека по мојата иницијатива господинот Вајц, кој што е известувач, европски известувач за Македонија, да, во Европскиот парламент, тој побара да се усвои еден амандман, повикувајќи се на мојата иницијатива и повикувајќи се на одредени контроверзности кои што постојат околу вториот протокол, бидејќи задира во идентитетски прашања, е спротивно тоа со европското право. И господинот Вајц, значи, побара да се изгласа амандман со кој што ќе се задолжи правната служба на Советот на ЕУ да се изјасни за статусот на вториот протокол во рамките на преговарачката рамка. Дали е формално валиден, не е валиден тој статус и така натаму. Меѓутоа, тоа за жал не му помина. Се организира бугарската група, екипа од сите партии, заедно, унисоно, за разлика од кајнески што очи си вадиме партиски. Ваму буквално сите представници од бугарските партии заеднички напишаа писмо и се обратија до европратениците, барајки по секоја цена да не се усвои амандманот на Вајц, а објаснувајќи дека вториот протокол е извонредно важен. Јас тука во меѓувреме се уфрлив за да објаснам како иницијатор на таа иницијатива за која што се дискутираше, нели, да ја дообјаснам колку е важна и зошто ни прави проблем тој втор протокол во нашата евроинтеграција, нели, се повикав на тоа дека бев порано политичар, искусен во парламентот и така натаму, и дека ова го оценувам вака и затоа сум покренала уставна иницијатива. И се обратив до сите европратеници кои што се во таа комисија за надворешна политика, во комитетот за евроинтеграција на Македонија и така натаму, и бугарите беа просто, како да речем, извонредно организирани. Ние немаме внатрешни соборци, нели, освен пријатели и луѓе свесни и честни и совесни кои што гледаат дека неправда и се случува на Македонија. Меѓутоа, Бугарија е сепак држава организирана, која што има децениски и вековни веќе пријателски и сојузи, не само пријателство, меѓутоа искуство, да бидеме јасни. И искуство, апсолутно. Искуствени дипломати силни. Да се призна и да се почитува со тоа што во случајов ние на спротивна страна, ни го негира нашето постоење и тоа воопшто не ме радува во никој случај, напротив. Меѓутоа, практично испаднаа помојкни во тие убедувања и тоа амандман на господинот Томас Вајц за жал не помина и следен еден амандман кој што он го даде на завршниот текст на извештајот за Македонија, каде што сакаше да ги ублажи штетите од тоа што бугарската страна ги имаше внесено повторно во насока на евроинтегративниот успешен пат на Македонија. Меѓутоа, велам, таа битка не ја добивме како Македонија како земја и затоа со колегата Гоце, со кој сме постојано во комуникација, дискутираме, заеднички размислуваме што може да се направи за Македонија, како да се помогне. Тоа е дел од диаспората, многу организиран, а и како поединец еден врвен интелектуалец кој што навистина има длабоки и широки размислувања и промислување за состојбите и дојдовме до идеја да се, ако не можело на голема врата во Европарламентот, значи да помине амандман со кој што ќе мора европските институции да ги кажат своите ставови околу вториот протокол и целата таа процедура, рековме, ајде ние како поединци, како граѓани, тој како граѓани на европска држава, јас како граѓанка на земја кандидат за Европска унија, на некој начин да аплицираме и да побараме пристап до документите, значи на мала врата, но се отварат големи прашања, големи... И знаете, кога човек не е јак политички, практично ова е начинот како единствено може и како поединци, меѓутоа и како земја, ова треба да ни биде поука дека ние кога не сме политички силни мора да прибегнеме кон правото, кон правните алатки, затоа што Европската унија нели почива врз правото, врз правни закони, врз европски стандарди, европско право и едноставно да ја соочиме со грешките и непринципиелноста што
сама ја направила во одредени моменти, да може да ги увиди тие работи и едноставно соодветно да постапи и да се коригира и да ни отвори пат онаму каде што заслужуваме. Ова е за поздрав во секој случај, почитувани. Навистина, мене како новинар долгогодишен што ја се бави со надворешна политика и внатрешна политика, но ваквите чекори се битни за Македонија. Ако правиме една анализа, една паралелна, да речам, компаративна анализа, имаме една тотална дискрепанца. Имаме лидер на политичка партија кој вели веднаш, уште вчера требаше, се мисли на Венко Филипче, уставни промени. И се молам, и прашувам за која држава функционира. Кај функционира Венко Филипче со негова групација? Од друга ситуација, стамено, сврсиот став на премиерот на Република Македонија кој кажал нема да одам според бугарскиот диктат. Еве, ако ми дозволите, продолжува дискусија, ние сме скоро на половина час од оваа емисија, уште еден час, да одиме за една мала приказка од почитуваниот Бранислав Светозарович, ти благодарам, да добите во вистинска смисла на зборот која е Бугарија, како настанала и која е Македонија, која е колатерална штета врз Македонија настанала. Одиме со тој прилог што требаше минатата недела, но денеска е пишано. Одиме. Што да ви кажа? Ова е откровение на умот, очите, ушите. Особено за нашата младост, младина, кои треба да знаат кој се, што се и да го почитуваат тој аманет од своите дедовци и така натаму, кои животот го дадал за Македонија. Што не, какви не маки имале, колку килограми, да наречам, рицинус испиле со сила за да се откажат од македонското чувство, од македонскиот идентитет, но не успеа. Но како што беше ситуација, видовте, со еден идентитетски геноцид. И тоа е кривично дело. И јас час поскоро по допрен глас колку пати збориме дека нашите институции требаше по допрен глас ова кривично дело велепредавство, требаше обвинителството да го превземе. Но ние одиме, еве, видовте, ова не случајно по Божја промисла беше на денешен ден, последен ден од јули, да објавиме ова информација што професорот кажа и конечно ќе завршам. Не гледате на 5 континента. Им благодарам на Телеком Србија и на МТел. Значи, вие млади мои македонци во светот ја слушнавте вистината. И на српски сабтајтал одеше. И нашите комши од северот да ја слушат вистината и да не речат утре, тоа е наш дел, Македонија е наша, ова е наша и така натаму, и што ќе остане за нас? Македонците немаат друга алтернативна држава, почитувани. Еве додиме со ова, госпоѓа Поповска. Гоце, дали со оваквиот начин ние треба да ја очекуваме конечно ставот на Уставниот суд? Јас разговарав, прашав, се надам дека после одморите би требало да доде некоја информација прво до вас, како подносител на уставната иницијатива, и дека треба да се произнесат. А де факто и де јуре нивниот став ќе каже дека според се ова што правниците и вие кажавте, со единствено тука, госпоѓо Поповска, беше отворен протоколот и никој досега не го прочитал од народот. Вие им дадовте, ви благодарам од се срце, чиста слика што содржи протоколот. Во Бланда 20 страни, а 5 Катил Ферман. Значи, она уништување и бришење на Македонија. И потоа, ако Уставниот суд, ја верувам дека тоа ќе го направи да го суспендира, ќе покажеме дека сме земја со сите нишани. И дали Европска унија треба да прифати фалсификат документи, невалидни документи, како априори нешто. А кажете ми, дали имате друга иницијатива, освен ова што господинот Гоце Перовски во брифингот ми каже дека имаме голем број пријатели преку него, кои се воljни, се заинтересирани да и помогнат на Македонија. Чудиме со Гоце или со вас? Нека оди. Гоце, дали можете тоа да ми дадете со оглед дека јас бев, верувате ми, овие 24 часа импресиониран вашите иницијатива. Еве, нека слуша и владата и сите одговорни, дека еден човек е 0. Ако застане некој до него 10, кај бројката доаѓа до N+1, бесконачен. Повели, молим те. Да, значи ние тука се разменуваме со правници кои што апсолутно не уверуваат во тоа дека ова всушност сега представува само почетокот
на правната разврска за Македонија, дали во рамките на институциите на Европската Унија, а може да одиме секако, еве на пример и во институциите на Советот на Европа. Значи, тука постои еден широк диапазон на можности од правна сфера, како што претходно ги спомна госпоѓа Поповска. Македонија е мала земја, не е многу политички моќна, нема толку многу сојузници како една Бугарија, која што од самото постоење всушност ја негира македонската самобитност, нели? Меѓутоа имаме правни можности и правни механизми. Еве јас на пример во февруари уште доставив допис до претседателката на Европската комисија и така натаму, во кој што укажав на повредите во поглед на договорот за Европската Унија кој што ги предизвикува вториот билатерален протокол. Например, укажав на тоа дека со вметнувањето на вториот билатерален протокол се повредува значи членот 2 на договорот за Европската Унија, значи тоа би било во спротивност со основните вредности на ЕУ, се повредува начелото за почитување на националниот идентитет, тоа член 4. Се повредува исто така кохерентноста на надворешната политика на ЕУ, тоа е членот 21, бидејќи едноставно Европската Унија кон Македонија покажува еден друг однос во споредба со другите земји кандидати, на пример, токму со вметнувањето на вториот билатерален протокол. И исто така на тој начин се повредуваат принципите на еден правно ориентиран процес на пристапување. Тоа е членот 49. Јас на тоа добив одговор од Европската комисија во име на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 20 март 2026 година. Тука Европската комисија, значи, не се осврнува на правната анализа воопшто, туку едноставно вели дека треба да се земат во предвид заклучоците на Европскиот совет од јули 2022 година, значи не се насочува кон уставните измени, кои што треба да се исполнат според неа, и понатаму Европската комисија вели дека треба да се внимава на регионалната соработка, добрососедските односи и сега вели на билатералните договори и обврски кои што ги презала Македонија. Морам да кажам дека сега при подготовката за емисијата забележав дека всушност Европската комисија него во одговорот кој што си беше чисто бирократски можам да кажам, меѓутоа не го спомнува вториот билатерален протокол. Што може да се протолкува, по моje мислење барем, дека Европската комисија можеби уште тука веќе беше свесна дека вториот билатерален протокол може да предизвика проблем, дека е проблематичен. Во секој случај не е јасно дали вториот билатерален протокол е вклучен во билатералните договори и обврски кои што тука се споменуваат. Инаку, ние како германски граѓани тука во Европската Унија имаме веќе, значи, постои една иницијатива од Советот на македонците кој што поднесе жалба до Европската комисија баш во поглед на вториот билатерален протокол. Тоа беше и објавено во македонските медиуми и се очекува некаде до средината на август комисијата да се изјасни со први нејзини становишта. Во моментов не би можел да кажам во кој поглед Европската комисија ќе се насочи. Значи, таа постапка се уште прилично на почеток. Понатаму јас планирам во поддршка со други луѓе од нашата диаспора да поднесеме и петиција до Европскиот парламент. Значи, тоа се сега во моментов нашите планови, значи имаме можности како граѓани на Европската Унија да ја помогнеме на нашата матична држава. Тоа е нашата предност. Ние сме граѓани на Европската Унија, имаме едноставно Европската Унија мора да не се ослуша. Значи, органите на Европската Унија мора да внимаваат и на нас, ние сме граѓани на Европската Унија со македонско потекло и очекуваме овој процес за Македонија
проширувањето, значи процесот на проширување да функционира во согласност со меѓународното право и при тоа нашите права како македонци да бидат заштитени. Бидејќи морам да кажам дека ако ставовите на Бугарија би биле прифатени од страна на ЕУ органите или пак од некоја друга земја членка, тоа би ги загрозиле и нашите основни права. Еве како пример, веќе сум разговарал и со госпоѓа Поповска, јас сум судски овластен преведувач за македонскиот јазик. Доколку статусот и положбата на македонскиот јазик би бил доведен во прашање од страна на органите, а па можеби и од земјата членка Германија, каде што живеам и чиј граѓанин сум, би имал одреден проблем. Во моментов реално не верувам дека такво нешто би се случило, меѓутоа треба да бидеме свесни дека Бугарија со незината мрежа на амбасади во Европската унија едноставно го популаризира тој став дека македонски народ не постоел до Втората светска војна, дека тоа е измислена нација и тоа се нивните официјални државни ставови и постојат нели официјални документи, изјави од страна на Бугарија во поглед на македонскиот јазик, кој што се дел од заклучоците, мислам, унилатерален дел од страна на Бугарија во рамките на заклучоците на Европскиот совет. Значи, тоа е една сериозна тематика и на тоа ќе мора да внимаваме. Само да направиме една мала дигресија. Прво му благодарам многу на колегата Марко што ни обезбеди тој прилог да остане, да го објавиме за професорот Бранислав. И ще една мала исправка, јас кога кажав еден човек е нула, општо зборам за сите нас, ова е една убава парадигма што ми ја кажа мене починатиот поглавар на Македонската православна црква, кој мене ме венчал, тоа е господин Михел, го вели вака, слободен си не. Ти си нула, јас помлад, колку имав тоа, 40 на години. Не се жести толку, млад си, затоа реагираш. А секој човек е нула, ако застане еден до него е десетка и бројката се зголемува. Затоа мене ми е пораката до сите вас мои македонци и македонки и породи по државјанство. Значи гледајте Македонија како заедничка творба. Значи не швика Шарл де Гол, не патриотизам да ја сакаш власта или опозицијата, да си ја сакаш татковината, а пред се семејството и црквата. Госпоѓо Поповска, мораше таа дигресија. Што би додале во секој случај, ова е многу силно, ова е импресивно. Ја велам дека без нашите македонци светот, навистина ние сме нула. Да не беше Хрватска со својата диаспора, Израел со својата агенција, не би биле толку силни, а од оваа страна ние имаме отпор македонците во светот да не можат и да гласат. Ќе одиме понатаму со тоа прашање. Како го толкувате сето ова? Што се отворија портите, што рекате вие, главната порта од мало капиче, да речем капиче, како го викаат велешки или на кој јазик, кој наречи доаѓа. Но ова е убав пример. Колку македонците во светот се силни. Мислам дека секој треба да одработи за својата држава онаму каде што се наоѓа, така што ние независно сме почнале со Гоце со своите иницијативи и некако читајки се едни со други, се знаеме одамна, меѓутоа не сме имале таква интензивна комуникација, меѓутоа од овие проблеми со вториот протокол почнавме да комуницираме, тој да коментира за иницијативата, па да ми кажува што тој прави, како прави и да дојдеме на крајот и до заедничка иницијатива. Меѓутоа, секој треба и убаво е чувството да придонесеш онаму каде што можеш, каде што знаеш. Јас го имам тоа искуство од овие институции парламентарни, така што го користам едноставно, сум писмена, знам да прочитам закони, со тоа сум се занимавала долги години. Сум докторирала, катапултиравте со вашиот... Сум докторирала на политички науки, така што, како да речем, тоа ми е нешто што го разбирам, што го знам и каде што осеќам потреба да можам Вие сте прва што дадовте иницијатива. Неколку капки. Тоа е убаво. Инаку, исто така, треба да се користат разни пријателства што ги имаме по разни основи. Јас не случајно уште пред да се донесе овој протокол, кога почнавме, затоа што видите, господине Томич, да се подсетиме, тој протокол се носеше во потполна тајност.
И тоа ми е и една од основите за Што е кривично дело. Јас со тој аспект не се занимавам, но зборувам како уставна иницијатива. Една од основите на уставната иницијатива ми е прекршувањето дека е носен во тајност противно на процедурите кои што се бараат со законот за преговарање, ратификација и потпишување на меѓународен договор. Затоа што, носејќи се во тајност, ние слушавме од медиуми, преку бугарски медиуми, па пренесени тука преку други медиуми, ние разбиравме дека нешто се спрема, дека се спрема некаков протокол кој што има вакви и онакви страшни содржини, неповолни за Македонија. И сите кои што сме биле свесни, кои што сме ги разбирале тие работи, сме реагирале. Да речеме, јас сум била дел од една иницијатива на граѓански организации, која што е вака овдека, си се подсетувам, на 4 јули 22 година имавме јавно барање од околу 15 на невладини организации, меѓу нив и Зелен институт, кај што сум активист, како екоактивист, вака работам по пензионирањето, што се вика, не работам, делувам, нели, придонесувам на тоа поле на екологијата. Значи, уште тогаш имавме јавно барање до државата, до владата, да имаме увид во протоколот што се спрема и да се постигне консензус помеѓу сите политички партии, помеѓу граѓаните и помеѓу граѓанскиот сектор за содржината на тој протокол, затоа што слушавме преку бугарските медиуми дека се работи за нешто што го засега македонскиот идентитет, држава, народ, јазик и така натаму. Што е симптоматично. Апсолутно. И тука беа невладени 15 на организации кои што сите работат на европски агенди, на граѓанско општество кој што работи буквално на евроинтеграцијата од различни аспекти. Некој е човекови права, некој е екологија. И им се блокирани. Меѓутоа, сите бевме блокирани и дури бевме, како да речем, обележани дека нешто правиме против власта или против државата и така натаму. Значи, тоа беше, ви велам, на 4 јули 22 година, пред да се дознае содржината, но кога ја слушавме од другите, од бугарските медиуми. Потоа направив јас кога, значи, една недела подоцна, на 11 јули 22 година, направив објава во медиуми, го објавив всушност моето отворено писмо до Европските зелени. Ја исползував релацијата што сум ја имала со години. Јас бев во 3 мандати председателка на Зелена партија, што стана членка на Европските зелени, полноправна членка, дом, нели така? Така што после се повлеков, бидејќи по 3 мандати, безсмислено е да продолжуваш и понатаму. Независно, тоа е мој личен став. Но тие релации што ги имав, сметав дека можам и треба да ги исползувам, да им се обратам како на пријатели, на соборци за права, човекови права, еднаквост меѓу народите, меѓу јазиците и така натаму. И јас им се обратив да побарам солидарност и во оваа борба, укажувајќи дека Македонија по овие 3 децении блокираност во евроинтеграцијскиот процес ни се спрема нешто ново, дека се најавува, дека сме повторно под ново вето од Бугарија. Подсетив на проблемите со Грција, со едно, со друго, дека бевме измамени со Преспанскиот договор, дека Европската унија практично испадна некоректна, непринципиелна, не си го испочитува зборот и така натаму, и дека сега ни се спрема нов пакет некој, каде што Бугарија е главен играч. Веќе не е Грција, туку е Бугарија главен играч, меѓутоа исто така ова уште пострашно со тотално негирање на идентитетските, дури или крещендо би рекла, и тоа писмо имаше убав одглас кај пријателите Европските зелени и очигледно дека, знаете, сите тие обраќања, комуникации, еве го Гоце исто од Европските зелени, од германските зелени, сите кои што сме укажувале на тие работи, тоа се сепак демократски структури
кои што имаат разбирање за човековите права, за правата на државите, каде што не велат дека помалата држава треба да има помали права. Јас токму на тоа се повикав, тогаш беше актуелно Украина, Русија и поддршката за Украина која што беше нападната од Русија, и тогаш реков, зарем поддршката на Европската Унија и на европските актери зависи од големината на земјата. Зарем она што го добива како поддршка Украина не го заслужува и Македонија? Зарем големината на земјите ќе решава политичката поддршка? Така што веројатно не е случајно што потоа еден Рајнер Бутикофер, ко-председавач на Европските зелени, еден политичар од голем формат, да речеме, долги години ко-председавач на сите тие зелени партии европски, јавно се огласи на Фейсбук и на Твитер и ми даде одговор на моето отворено писмо, бидејќи го пратив до сите врвни политичари од Европските зелени, и кажа точно Македонија е онеправдана. Европската Унија е нефер и она не го испорача тоа што и беше ветено на Македонија. Значи тоа беше исто така, а тоа е исто така европратеник од Германија. Значи, знаете, потоцна еве го еден Томас Вајц, европратеник од Австрија, во момент кога дојде да биде известувач, практично принципиелно настапува и знаејќи ги сите овие предистории околу Македонија, бидејќи е добар познавач на балканските ситуации, и знаете, Европските зелени многу убедливо и убедено се борат за интеграција на целиот Западен Балкан во Европската Унија и секогаш биле принципиелно против тоа билатерални спорови да се внесуваат во процесите на евроинтеграција. Значи, тоа мора да се каже, како ниедна друга европска партија, Европските зелени биле максимално доследни по овие прашања и секогаш и кога сме ги имале претходните проблеми. Така што, значи, не е случајно што и тој излегува, познавајќи ја ситуацијата. Значи, јас сум се потрудила во секоја прилика да ги запознам моите пријатели, дали од политичка провиненција моја, дали од друга, на средби, во парламентот, во Европскиот парламент, кога сме учествувале на настани, на секаде да ги запознавам за состојбите во Македонија. Така што и секој треба, многу, не сум била единствена, многу луѓе, значи имало периоди, знаете, има македонскиот период, во македонскиот парламент, каде што не сме имале вакви поделби меѓу нас политички како што има сега, господине Томич. Каде што кога сме оделе надвор како делегација македонска, независно кој кога бил во позиција, во власт или во опозиција, сме настапувале заеднички. Така што од сите тие, секој до својата политичка фамилија се обреќал, и затоа тие пријатели, поединци кои што се среќаваат и кои што гласаат за позитивни работи за Македонија се базираат на тие лични контакти и на нивните, се разбира, принципиелни погледи, ставови, принципи и така натаму. Значи, секој треба да одработи, и тоа мое тогашно писмо имало некои одеци подоцна, потоа следеше веднаш по подпишувањето мојата анализа дека ова е протоколот, вториот протокол е правно невалиден и тој не може и не смее да произведе правни действија и така натаму. Значи, да заклучам, секој треба да се работи, да действува онаму каде што може. Сега како граѓанин продолжувам да действувам, порано како политичар. Значи, човечки е, пристојно е, нормално е, ако си ја сакаш земјата и да пробаш да помогнеш. Да. Спрема моите и спрема силата. Гоце, ви благодарам. Гоце, не ми замеруваш, бидејќи го љубам тоа, има и навистина парадигма за македонизмот. Вели Џеф Кеј, ајде да речам, поранешниот починатиот председател на Америка, доста барате од државата. Што ќе направиш ти за државата? Тоа е една едноставна, многу силна порака. Овдека видовме дека треба државата да сите да им ги реши работите, а тие ништо да не дадат. Или да имат, да си ги остават своите лични амбиции, или да имат собствен интерес. Колку тоа нас не чини, екс моменте, од друга ситуација, и благодарам госпоѓа Поповска, ја не реков дека не сум тука портпарол на актуелната власт, меѓутоа поддржав секогаш кога се грижеше, се бори за македонизмот, за идентитетот и националниот трезор.
Што е нонсенс кога се носи еден документ на еден шверцарски народно констатирано, новинарска забелешка, далеко од јавноста, далеко од опозицијата, далеко од се. И ова, ќе завршам, минатата, пред 2 дена објав една колумна, преписките меѓу Муцунски и Бујар Османи, кој излезе дека е мон частна сестра. Така баш частна сестра, ќе го наречам, јас не сум виновен. Don't touch me. Не ме допирај. А тој истиот на 24 април, ја цело време трубам, даде изјава за бугарски новини, дека јас вика ургирам бугарите да влезат во уставот на Македонија, како што ние влеговме во македонскиот устав. Колку е тоа, пред се професионално, етички, или морално, да речем, во секој случај, шеф на дипломатија да изврши едно предавство на земјата која го номинирала, го поставила како министер за надворешни работи. И како вие, како македонци во светот, би го слушнали ова како информација. Видете вака сега, јас не би можел да проценам со кои мотиви тогашниот министер за надворешни работи настапувал, односно го потпишал вториот билатерален протокол. Да, во секој случај ние како македонци во диаспората во тој момент не се чувствувавме представени, ниту пак во најмала рака не се почувствувавме ни заштитени. Така да претпоставувам дека тогаш се водеше една политика за која што денес не знаеме со кои надлежности и ингеренции тогашниот министер за надворешни работи го потпишал тој билатерален протокол. За нас како диаспора морам да кажам дека ние буквално бевме шокирани. Мислам, јасно е дека овој втор билатерален протокол како резултат би имал комплементарен ефект кога ќе го разгледате преспанскиот договор, нели? Додека тогаш со сила беше променето државното име, со овој втор билатерален протокол треба да се уништи фактички македонскиот идентитет. Значи, ако можам јас да се дозволам една проценка, овој втор билатерален протокол, ако се спроведува на овој начин, како што е предвиден, ќе биде буквално фатален за македонскиот народ и тоа би било катастрофа. Значи, затоа мора во секој поглед да се спречи. Затоа сум среќен што госпоѓа Поповска ја инициира оваа уставна иницијатива внатрешно од Македонија врз основа на македонското национално законодавство, уставот и законите, додека ние како диаспора, како ЕУ граѓани го фактички го напаѓаме вториот билатерален протокол со наши алатки како ЕУ граѓани, со жалбата која што е поднесена, со протоколот кој што го планирам со широка поддршка да го поднесеме до Европскиот парламент, со активноста сега што ја имавме со барањето на документите, за кои што се надевам дека ќе добиеме документи кои што ќе докажат дека правната служба на Европската комисија имала задршки. Јас не можам поинако тоа да си го објаснам. Не ми се верува дека правната служба на Европската комисија не би имала било какви критики кон вметнувањето на вториот билатерален протокол, така што јас нашите активности ги гледам како една голема заедничка акција, синергија, значи напаѓањето на вториот билатерален протокол во Македонија со уставната иницијатива, нашите активности како диаспора, но секако и комплементарно со активностите на државниот врв. И така заеднички мислам дека ќе успееме, но само на тој начин мора заеднички да действуваме, мора да знаеме која е нашата цел. Ме загрижува тоа што се случува со опозицијата во Македонија, тоа не можам да си го објаснам. Меѓутоа, мислам дека ќе имаме доволно сила и како држава, но и како диаспора, да ги сплотиме нашите сили и заеднички да го анулираме овој втор билатерален протокол. Така што јас сум позитивен човек, јас сум оптимист по природа, затоа ова го правам и лежи на срце, многу ми значи соработката со господја Поповска, со сите наши овде во диаспората, во Германија и широм Европската унија, така што со заеднички сили ќе успееме. Ова што и се случува на Македонија е апсолутно нелогично, неправедно.
Имаме веќе и поранешни германски политичари, како например поранешниот државен министер за Европска унија Михаел Рот, со кој што лично комуницирам, од Социјалдемократскиот сојуз, кој што вели дека ова што го прави Бугарија е страшно, дека мора да престане ова. Значи, тоа веќе се согледува. За зелените да не зборувам, тоа веќе го спомна господја Поповска, зелените дефинитивно се на наша страна. Јас тука лично имам комуникација со нашата пратеничка од зелените од Диселдорф, имам комуникација со председателството на Европските зелени, така што сите во принцип ми велат Гоце, ова не смееше да се случи на Македонија. Отпочнувајќи од Преспанскиот договор, немаше потреба за било каква промена на државното име, а ова, кога ќе почнете да им раскажувате, дали на наши пратеници тука, што всушност бара вториот билатерален протокол, едноставно, буквално не можат да поверуваат. Едноставно, важно е да ги информираме. Нашата дипломатија, македонското МНР, амбасадите мора да ги информираат политичарите во Европската унија што всушност Бугарија бара во вториот билатерален протокол. Бугарија на таков еден непријатен начин всушност го вметна јас верувам дека многу земји членки тогаш кога гласале за оваа преговарачка рамка едноставно не им било јасно што стоело во сето тоа, а и мора да земеме во предвид дека тогашната македонска влада се согласи на ова. Значи тие најверојатно си претпоставувале земјите членки во Советот на ЕУ дека овој компромис кој што се случи тогаш под француското председателство било прифатли за македонската страна, нели? Така што, но останувам оптимист, борбата ќе ја продолжиме, но со заеднички сили ќе мора да имаме успех. Едноставно немаме друга алтернатива. Македонија заслужува да се зачлени во Европската унија, тоа е нејзино право, значи договорот на Европската унија предвидува дека секоја европска земја може да се зачлени. Значи ова не е некој произволен процес, значи Македонија има право да се зачлени. Тоа е правно загарантирано право. На достоинствен начин и токму заради тоа што Македонија даде толку многу жртви на овој пат, сега не смее да биде оставена на улица. Значи ние мора да внимаваме да и овозможиме на Македонија еден достоинствен процес, еден нормален, објективен процес без вакви отстапки. Нели, тоа е јасно. Го имаме договорот за Европската унија, го имаме меѓународното право, имаме наши пријатели, така што ќе успееме, нема да биде едноставно, но еве ако можам јас да коментирам, и мене ме охрабрува изјавата на премиерот. Значи, мислам дека одиме во вистинска насока. Се надевам сега дека и Уставниот суд ќе ја даде конечната одлука за да може да продолжиме, затоа што со поништувањето на вториот билатерален протокол едноставно ќе имаме друга состојба. Едноставно Европската унија ќе мора да се позиционира, бидејќи ако преговарачката рамка упатува на документ кој што правно е невалиден, едноставно тоа е неодржливо. Значи Европската комисија, односно Европскиот совет ќе мора на некој начин да реагираат на ова. Значи ќе се смени правната состојба. Тоа е многу важно и затоа е многу важно Уставниот суд да го прогласи за неуставен. Тука има многу аргументи кои што господја Поповска во неколку емисии веќе јавно ги има образложено, така да мислам дека тука нема дилеми. Многу интересно, јас со сета љубов и почит, навистина не е претенциозно, токму во гласот на народот се раѓа многу идеи. А идејата е капитал, се друго се пари. Ние парите ќе ги отфрлиме, може би без нив, еве, за мојата маленкост цел живот го прават љубов. Но дај Боже, јас можам да спомнам, бидејќи госпоѓата Поповска е за мене катапулт што излезе херојски, како хероина, го поднесе тоа што досега другите фачаа сенки. Значи, патриоти, мора се почитува тоа некој што го прави. И да им се даде ветен укр, поддршка. Дали можете вие да прераснете во некој движење, да направите една асоциација, еве заедно со госпоѓа Поповска, во смисла на зборот движење за одбрана на Македонија, да го формулирате поинако тој форма, како тоа име или така, да имаме луѓе од различни места по светот.
Еве, јас ве повикувам на редната емисија да јас ќе имам, еве, јавно кажам, тоа е мојот проект Гласот на народот, јас веќе ова е втора сезона што правам едно обединување на диаспората. И еве, ве поканувам и овој пат и вас и госпоѓа Лилјана ќе вклучиме заедно со нашите македонци од 4-5 држави чија е наредната емисија, да вие цврсто застанете како движење, како една асоциација која ќе придонеси за поддршка за Македонија, разбивајќи ги овие небулози, овие октруирани документи. Дали ви се допаѓа, госпоѓо Поповска, со оглед дека викам дека имате голем, широк, вие спомнавте имиња тешкаши, Гот се спомна исто така тешкаш политичар кој дава поддршка за Македонија. Дали може да се роди таа идеја? Не мора тоа да ме затекнавте движење. Знаете, и секој каде што работи, ако работиме во синергија, како што кажува Гоце, тоа е движење. Пак не сакам да има да се тоа да се стави. Не мора формално да. Ама да има сепак, видите, некој ќе застанете како форум движење, така некој има сепак титулар и си има некој печат. Еве јас како еден ваш како идеја ми, јас викам дека сум извориште на идеи. Ова сега е битно, госпоѓа Поповска, че ми се согласите. Еве го чекам, знам дека председател на Уставниот суд уште вечерва ја ќе ме ја пратам емисијата. Денеска е вечерва, е петок. Колку сме сега? Сега сме 22 часот и 10 минути, не, 22 часот и околу 20 минути. Значи, јас ќе му ја пратам на председателот на судот. Он ги гледа моите емисии, ја очекувам по одморите да ми дојде емисија. Ветил дека ќе дојде. Но, зошто да не го направиме тоа? Како една иницијатива, што е добро. Размислете за ова и со оглед дека сега може ли, ако ми дозволите, госпоѓа Поповска, бидејќи и медија сресијаме, законот за избор, изборниот закон, диаспората да биде инкорпорирана во гласање, во изборите, да гласа по пат на електронски или по пат на пошта. Госпоѓо Поповска, ќе одговорите? Апсолутно да. Може? Апсолутно да. Повелете, па го центи ќе продолжи. Откако знам за себе сум се залагала за... Зашто страф? Не знам, не можам да сватам. Откако знам за себе сум се залагала за вклучување, за поврзување на македонците од светот. Дали се кој банкомат треба да доживеме македонците? Кој банкомат пари да ни прачат ништо повеќе? Во денешно време светот е толку глобален, толку раширен и секоја држава се бори да одржи што подобри врски со својата диаспора. Тоа се луѓе произлезени од незината територија, од матицата и роднински врски, пријателски врски. Нема ништо поприродно од тоа што едни за други да се интересираме. Дали треба да биде само банкомат? Ни случајно. По 2 милиарди годишно прачат по разни дознаци. Тоа е за почет, меѓутоа суштината е емотивната врска треба да се овозможи и достоинството на луѓето да се испочитува. Значи, секој што останал државјанин на Македонија мора да го има, да го ужива правото да може да се изјасни, да гласа за тоа што ќе се случува со државата, од каде што произлегол. Тоа е право што сите сите држави во светот веќе една по една го овозможиле. Го практикуваат. Не можам да разберам зошто би бил. Видете вака, за недоверби можам многу да раскажувам за недоверби и за меѓутоа овдека нема основа за недоверба, затоа што веќе ние со децении веќе ние имаме процеси, изборни процеси кои што се навистина демократски. Има по некој дефект овде онде, меѓутоа генерално ние имаме демократски процеси и ние имаме власт која што произлегува од волјата на граѓаните. Тоа не е од вчера, значи тоа е веќе со години. И кога е тоа така, ние имаме востановен веќе принципи, начини, правни механизми за контрола на изборните процеси. И не гледам причина зошто да имаме недоверба. Веќе ДИК како државна изборна комисија веќе имаме години назад стана институција сериозна во која што се има доверба, посебно што првиот човек на ДИК е од опозицијата, го предлага опозицијата веќе и тука имаме веќе наназад неколку генерации такви постави на ДИК. Така што
што нема основа, нема можност Страх, да се излаже да. тука. Дали електронски, дали со пошта. Јас и кога сум била во политиката, значи не само како пратеник, туку и како председател на партија, значи сум се залагала, сме излегувале со иницијативи за комплетно електронско гласање на ниво на сите граѓани, и на тие во Македонија, и на тие надвор. Апсолутно. Во една Америка, може ли во Америка да се одржи класично гласање кога е цел континент во прашање? Јас сум 3 председателски избори Америка Така следел 96-та, апсолутно за, нема оправдание за одбивање на ова. Нека се применат сите механизми за контрола, апсолутно мора да се применат. Апсолутно. Тука збор да нема, меѓутоа да се спречува ни случајно. Да. Тоа е неразбирливо и необјаснливо. Гоце, еве како главна спона, да речеме, или каде ти да, придечи си таму. Зошто да ти се оспори правото да гласаш? Или твоите родители, твоите роднини, пријатели, и ширум свет, ти си моментално во убавата држава Шведска на одмор. Како е таму? На одмор, да. Значи вака, за Шведска не можам да кажам, бидејќи не сум запознан, меѓутоа за Германија. Убаво ли е? Вика, швеѓанин нема проблеми, не размислува за вакви банални работи што ние во 21 век. Да, едноставно ова овде е една сосема друга положба. Швеѓаните се во, како да кажам, и тука имало конфликти во минатото. Кога зборувам за Македонија, често пати ја споредувам во односите Македонија-Бугарија со односите помеѓу Шведска и Норвешка. Норвешкиот јазик е прилично сличен како шведскиот, меѓутоа има разлика. Долго време Норвешка, например, била дел на Шведското кралство, значи шведскиот крал бил владетел на Норвешка, меѓутоа Шведска никогаш не го довела во прашање постоењето на норвешкиот народ и норвешкиот јазик и така натаму. Значи тоа се слични процеси, во минатото имале и војни, овде се воделе исто така војни, меѓутоа во Скандинавија веќе долго време има традиција на апсолутно мирно соседство. Значи Скандинавија може да биде пример како всушност Балканскиот полуостров би требало да функционира, наместо Бугарија да ја поддржува Македонија на патот кон ЕУ, и со тоа регионално државите да бидат посилни и во настапот кон ЕУ и така натаму и кон светот. Со ова однесување самиот Балкански полуостров се значи слабее. А во врска со гласањето за диаспората, да, јас секако дека сум за. Ние, односно македонските државјани во странство, имаат уставно загарантирано право на глас. И тоа би требало да им се овозможи. Во минатото дури имаше 3 резервирани места во собранието за македонската диаспора, тоа потоа се укина, бидејќи имаше прилично мала излезност, но проблемот беше што гласачките места се наоѓаа во дипломатски конзуларните претставништва на Македонија. И сега може да се замислете, особено во САД, па и во Германија, значи ако имате само амбасада во Берлин, конзуларно одделение во Бон и генерален конзулат во Минхен, еве јас на пример сум пораснат во Штутгарт, од Штутгарт до Минхен се над 200 километри, значи граѓаните мораат да патуваат. Така што електронско гласање би било сигурно добра можност да се обезбеди повисок број на гласачи, доколку некој има проблеми со тоа, доколку некој смета дека тоа би било извор на манипулација, може да се оди на писмено гласање, значи преку пошта. Германија практикува за незината диаспора, за германските иселеници, се практикува писмено, значи по пошта гласање. Германските државјани мора да се пријават при германската амбасада. Еве на пример овде во Шведска имаме пријатели германци кои што се пријавуваат при германската амбасада во Стокхолм и писмено ги добиваат, значи го добиваат изборниот материјал, писмено гласаат, даваат подпис дека самите го пополниле избирачкото ливче и тоа се праќа до амбасадата и после тоа од амбасадата во Стокхолм, сега го давам како пример, се праќа со дипломатска пошта до Германија. Значи, ако опозицијата во Македонија има некакви сомнежи околу безбедното гласање,
нека се оди кон гласање по пошта. Значи тоа се практикува, еве Германија тоа го практикува, има искуство, може тука да се размениме, да дадеме информации како тоа би можело да функционира. Јас верувам, еве како што кажа господја Поповска, дека ДИК е апсолутно сериозна институција со председател од опозицијата. Не знам зошто тоа не би функционирало. Така. Знаете што, со оглед дека како домаќин се повторам али за гледачите, бидејќи во моментот ве гледат Австралија. Еве за Австралија од Аделаида до Камбера треба сати да се лета. Од Мелбурн исто до Камбера. Сиднеј и така натаму. Тоа чини пари. Луѓе мои, па еве ставете се во нивна состојба. Дали би ставиле рака од џеб да си дадете 2-3 доларчиња и да дојдете да гласате? Од друга страна го игнорирате македонецот во светот. Отишол од политички, го избркавте, бидејќи не е истомисленик ваш, економски го избркавте од работа. Затоа имате чувство дека тие имат право да гласат, не се банкомат. Еве тука имаме 14 минути. Би сакал тука, пошто ова е, реков, и интертејнмент програм, значи не е само клот фрке, да речам, политика и забава, ќе дадеме една музичка завеса што не очекува за 2 дена националниот празник Илинден и вашето обраќање до јавноста. Тоа е во мојот проект, секојаш е добро дојде. Одиме со заветна и веднаш се враќаме ваше обраќање до јавноста и спроти големиот празник Илинден. Одиме со втората номера. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Драги мои, тоа е химната на Македонија спроти големиот празник Илинден, исполнети со се ова што вечерва го слушнавме од овие двајца прекрасни и убави шувикатохрижани гости кои ви испраќаат прекрасни пораки. Ширум светот, собрано во едно јадро, во еден букет на рози кои навистина мирисат македонски. Гоце, не ми замерувај Перовски, јас љубам Гоце да те и така че да словам секојаш, ти заслужуваш и навистина го носиш името во вистинска смисла на зборот, го живееш тоа име со македонскиот великан. Која е твојата порака до македонскиот народ спроти празникот Илинден? И како ќе се организирате? Повели. Големи зборови, благодарам многу за пофалбите. Која би била мојата порака? Први честитки, секако, Македонија ќе се продолжи на својот пат. Денешната тема ни беше европските интеграции. Јас сум убеден дека ќе успееме да ја обезбедиме на Македонија еден праведен процес, во кој што ќе биде проценувана врз основа на нејзините постигнувања, врз основа на Копенхашките критериуми, врз основа на договорот за Европската Унија и во согласност со меѓународното право. Се друго би било фатално. Членството во Европската Унија треба да биде придобивка за земјата, а не смее да значи губење на националниот идентитет. Тоа мора да се спречи и сите сме свесни кој е изворот на проблемот, тоа е вториот билатерален протокол и се надевам дека наскоро ќе биде поништен, така што Македонија ќе продолжи напред, ќе стане членка на Европската Унија на достоинствен начин, сигурен сум во тоа е само прашање на време и исто така верувам дека ако можам и тоа да го кажам дека еден ден ќе се ревидира и Преспанскиот договор и Македонија и официјално повторно ќе го носи нејзиното историско име. Кој што ние сите го носиме во нашите срца, нели? Порака за Илинден? Честит Илинден за многу години. Да, ти благодарам. Дали, госпожа Поповска, вашата порака и обраќање до... Тоа е вашата камера, повелите. Може до тебе, Цобет. Да, повели. Ке ми биде поприродно. Ти благодарам за ова што го организираш, овие емисии, што внесуваш толку љубов, толку емоција и толку себе си се внесуваш во нив и фала ти што ни даваш можност да придонесеме за Македонија. Затоа што секој камче едно што го ставаме секој едно до едно, како рече, ако е секој нула,
еден кој ќе застане до него, Бројта се десетнина се. зголемува. Ете така. Така што фала ти навистина за сев ова. Нека ние честит Илинден. Македонија ја биднало веќе, не ќе ја биде. Македонија ја биднало. И таа издржува и ќе издржи и ќе зајакне и ќе напредува. Многумина ќе прашаат, ќе не биде ли? Велам, зошто дали ќе не биде? Нас не биднало. Кога на толку негирање, на толку ништење, на толку палежи, погроми, на толку трауми што доживеал македонскиот народ и оваа земја, кога обстоело македонското чувство и кога обстоело ова делче, ама држава е. Делче на територијата на земјата, каде што многу десеткратно, 20кратно поголеми народи не успеле ни држава да формираат. Ние сме успеале. Колку ли била јака љубовта кон Македонија, кон луѓето едни кон други, меѓу себе, за да се сплотат, и иако се различни луѓе во оваа територија, по национален происход, по религија некој, по убедувања, по политичка идеологија, сепак имаме критична маса да се држиме заедно. И таа кохезија што не држи, тоа е она значењето на Пиреј на Петре Андреевски. Така што Македонија ја биднало и ќе ја биде за навек, дефинитивно, немам дилема. Со Господ напред, само појаки да бидеме и посплотени. Благодарам. Почитувани, слушнавте прекрасни пораки. Да, ќе се надобрзам на изјавата на госпоѓа Поповска. Пак ќе го спомнам покоениот поглавар господин Михаил, кој велеше вака: слободане, тој што ќе се обиде да уништи Македонија, сам ќе се уништи. Тој што ќе се обиде да ја запали, да изгори, ќе изгори во собствениот оган. Јас не сакам да се никој да изгори, да се уништи. Сакам да се преобрази таа метаморфоза веднаш, додека се јас зборам, тоа да го стори. И се надам господин Гашчи ќе се преобразби. Нема да замине за Египет, ќе остане за мечкин камен, да се обрати. Јас ова од се срце му го посакувам, да навистина ја свати Македонија како заедничка творба. Македонија, почитувани, е творба за сите нас кои живееме и ја градиме куќата Македонија со многу одај. И затоа живеете ја, сакајте Македонија како ваша мајка, како ваша татковина, како ваш дом. Без Македонија сме никој и ништо. Инаку, како одјавен збор, вечерва разговаравме на тема што не припаѓа само на денешната политика, туку и на иднината на Македонија, без разлика, на различните ставови. Едно е сигурно, довербата се гради со факти, документи и транспарентност. Доколку институциите на Европска унија ги објават бараните документи, почитувани, јавноста ќе има можност сама да ги донесе своите заклучоци. Бидете ми живи здрави, за веки векова Илинден. Празникот, ја ќе го наречем на празниците, како што е и Великден, празник на празниците, но македонски Великден, каде што искрата го запали факелот за Македонија и македонштината. Да ги сакаме нашите браќа и сестри надвор од државата матицата и да ги собереме дома. Мојата иницијатива со години ја давам, да имаме на 28 август едно се македонско собирање и да ги слушнеме и обединиме македонците и тоа да биде за веки векова. За многу години уште еднашка ви благодарам. Господ ве благослови вас. Многу ти благодарам, Гоце. Да си ми жив и здрав. Поздрав до твоето семејство. И ти благодарам што отвои толку време да бидеш заедно со нас вечерашното издание спроти празникот Илинден. Толку почитувани, ние продолжуваме наредната недела со оглед дека да ги консолидираме се овие моменти и да слушнеме што како го поминавме празникот Илинден. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.